أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا فإن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Благодарност му припаѓа на Аллах субханеху ва таала, нека салават и селам на неговиот последен пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата честна фамилија, неговите асхаби и сите оние кои што го следеле, го следат и ќе го следат патот на Куранот и Суннетот па се до судниот ден. Почитувани браќи и ценети сестри, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Добро дојдовте во второто предавање од нашата исламска школа од областа фик. Вечерва нашата тема ќе биде примарните извори и одликите на исламското право. Ние спомнавме дека примарните извори на исламското право се Куран, хадис, консензус на исламските учењаци или иџма и аналогија кијас. Па во продолжение ќе ги погледнеме овие работи подетално и ќе ги појаснеме. Првиот извор на исламското право е, како што спомнавме, Куран. Исламските учењаци го дефинирале Куран на едноставен начин. Куран е Аллахов говор, кој возвишениот Аллах субханеху ва таала со посредство на мелекот Џибрил алейхиссалам го објавил на Мухаммеда салаллаху алейхи ва селем, и за учењето на Куран имаме награда. Појаснување на оваа дефиниција. Куранот е говор на возвишениот Аллах субханеху ва таала. Не е тој говор нити на луѓето, нити на некој пратеник или на пратениците, посебно на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Мелекот Џибрил е задолжен за доставувањето на објавата, а Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е последен од Божите пратеници, е последен Аллахов пратеник. Наградата за учење на Куран. Која е наградата? Имаме нормално награда за учење на Куран, ибадете да се учи Куран за секој харф. Ние сме наградени од страна на Аллах субханеху ва таала 10 струко, значи повеќе сме наградени, додека за останатите текстови тоа не вреди. Ако читаме се хадиси, тоа не вреди, доколку за Куран е вака. Одликата на Куранот е навистина тоа дека возвишениот Аллах субханеху ва таала го предизвикал целото човештво со неговото совршенство. Прво ги предизвикал луѓето да дојдат со нешто што е слично на Куран. Потоа ги предизвикал да донесат 10 сури слични на куранските сури, а на крај Аллах субханеху ва таала ги предизвикал да донесат само една сура слична на куранските сури. Еве веќе поминаа преку 1400 години, а човештвото не може да одговори на овој предизвик, што ова го потврдува и самото ова го потврдува совршенството на Куранот. Према консензус на исламските учењаци, Куран е прв извор во исламот. Значи, тој е прв извор во исламот, во шеријатот, односно во исламското право. Многу аргументи има во прилог на ова. Ние ќе спомнеме само некои кои нас не обврзуваат да му се покориме на возвишениот Аллах субханеху ва таала. Аллах субханеху ва таала кажува: о верници, покорувајте му се на Аллах и покорувајте му се на пратеникот. И немојте да ги поништувате своите дела. Сура Мухаммед, 33 ајет.
Овој ајет почнува со обраќање до верниците, со наредба да му се покоруваат на кого? Да му се покоруваат на Аллах субханеху ва таала и да му се покоруваат на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. Овој ајет е доказ дека е обврска да му бидеме покорни на Аллах во она што тој го бара од нас во својата племенита книга. Возвишениот Аллах субханеху ва таала кажува: речи, покорете му се на Аллах и на пратеникот. А ако тие главата ја свртат, па Аллах навистина не ги сака неверниците. Сура Имран 32 ајет. Овде Аллах повторно потврдува и наредува: речи им, о Мухаммеде, речи им на својот уммет, на човештвото, покорете му се на Аллах и на неговиот пратеник. Возвишениот Аллах субханеху ва таала во сура Анфал 24 ајет кажува: о верници, одзвиете се на Аллах и на пратеникот кога од вас ќе побарат да чините она што вам животот ќе ви го осигура. И знаете дека Аллах се втерува, или како да го преведиме овој збор, пошто мене ми е овај речи го куранскиот ајет на босански упличен, значи се втерува измеѓу човекот и срцето негово и дека сите пред него ќе се соберите. Од Муаз ибн Џебел се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем кога го послал во Јемен му рекол: како ќе судиш? Го прашал како ќе судиш? Муаз му одговорил: ќе судам према она што е во Аллаховата книга. Пратеникот саллаллаху алейхи ве селем го прашал: а ако не најдеш во Аллаховата книга? Муаз му рекол: тогаш ќе судам према суннетот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем. Пратеникот алейхи селам пак го прашал: ако не најдеш ни во суннетот ни на Аллаховиот пратеник алейхи селам, како ќе судиш? Повторно го прашал. Муаз што му одговорил? Му одговорил: тогаш вика ќе се потрудам со своето мислење, со иџтихад. Па тоа Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем го потапкал по рамено и што му рекол? Фала му на Аллах, или благодарение на Аллах, или фала му на Аллах кој го упатил пратениковиот изасланик, или оне кој е испратен со она што е задоволен Аллаховиот пратеник. Ова го пренесува и имам Ахмет и Абу Дауд и Тирмизи, а Албани кажува зова дека е даиф, но некои учењаци рекле дека е добар. Па затоа и го искористивме во наше предавање. Од оваа случка гледаме дека Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем го научил на Муаз ибн Џебел радијаллаху анх дека решението секогаш прво треба да го бара во Куранот, потоа во суннетот, а потоа да донесе сопствено мислење кое е втемелено на основите на Куранот и суннетот. Сега ќе видиме ние која е разликата помеѓу Куран и хадиси кудси. Дел од објавата на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем биле и така наречените хадиси кудси. Тие се хадиси, почитувани мои, кои Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем ги пренесува од кого? Од возвишениот Аллах субханаху ва таала, ама не се дел од Куранот. Што е многу важно, личноста која бара шеријатско знаење мора да ги познава разликите помеѓу Куран и хадиси кудси. Еве неколку разлики помеѓу Куран и хадиси кудси во прилог. Куран е пренесен како мутеватир предание. Оние кои во секоја генерација, нели, го пренесуваат една група, тоа е како да кажеме, оние кои во секоја генерација го пренесуваат една група на луѓе, така да неможно е да се договорат во лага. Не може некој да се договори во лага да каже ти ќе пренесеш така, ти ќе пренесеш, мора некој да погреши. А Куран е пренесен целиот како мутеватир. За разлика од тоа, хадис кудси може да биде сахих,
може да биде хасен, може да биде даив, или може да биде и пренесен мутеватир, со мутеватир предание, ама не е услов дека секој мора да биде пренесен, секој еден хадис и куци не е услов дека мора да биде пренесен како мутеватир предание. Втора разлика помеѓу Кур'ан и хадис и куци. Хадис и куци, што е најлогично и никој до сега нема кажано нешто спротивно од ова што ќе го спомниме, освен ако најдеш некоја залутана секта во денешно време, хадис и куци, почитувани мои, не може да се учи во намаз, во кој можеме, нели, намаз во кој можеме само да учиме аети и сурина од Кур'ан. Хадис и куци не можеме. Чи не можеме наместо аети или сурина да учиме хадис и куци, иако овие хадис и куци содржат зборови на возвишениот Аллах субханеху ва таала. Трето, Куранот не може да се пренесува само со значење, туку мора дословно да се цитира на арапски јазик. Например, Кул хуа Аллаху ахад. Значи, дословно мора да се цитира. За разлика од ова, може да се преноси, нели, да се преноси значењето на хадис и куци. Значи, значењето може да се пренесува. Доколку кај куранските сури, кај аетите, мора дословно да се цитира на арапски јазик. Четврто, што е многу пофално, да се биде под абдест кога се учи Кур'ан. Многу е пофално да се учи Кур'ан под абдест, нарочито во прилика кога го допираме, нели, мусхафот, да имаме исто абдест. Голем број на учењаци смета дека е обавезно да имаш абдест за допирање на мусхаф. Значи, многу голем број на учењаци го сметат дека е обавезно. За хадиските збирки во кои се наоѓа хадиси куци, ова правило не е услов. Значи, ако во некоја книга има хадиси куци и имаме мусхаф, ваму ке мусхафот имаме луѓе или учењаци кои што се строги, кои го обврзуваат секој еден човек, полнолетен, нели, маж или жена, небитно, кој е муслиман или муслиманка, тоа нешто да го допираат или мусхаф да го допираат со абдест, доколку тоа не е услов и за книга која содржи хадиси куци. Петто, Куранот е од Аллах. Треба да знаеме дека Куранот е од Аллах и изразот и значењето. Значи, и изразот и значењето. Куранот е дословно Аллахов говор во секој поглед. За разлика од тоа, хадиси куци, тие се од Аллах само, нели, тоа е од Аллах само значењето, додека изразот е од Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. Тоа е разликата исто, која што како петта разлика ја спомнавме. Хадиси куци, да, тие се од Аллах, ама од Аллах е само значењето, доколку изразот е од Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. Ова беше првиот извор на исламското право. Спомнавме за Кур'ан и спомнавме разликите помеѓу Кур'ан и хадиси куци. Сега, иншаллаху таала, продолжуваме со вториот извор на исламското право, тоа е хадис. Дефиниција за хадис или суннет, да кажеме, е хадис опфаќа она што пратеникот саллаллаху алейхи ва селем го рекол, го направил или со ќутење го одобрил. Уште еднаш ќе повторам. Хадис опфаќа се она што Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем го рекол, го направил или со ќутење го одобрил. Пример, хадис во кој се наведува говор на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем е следниот. Вика, од убавините на човековиот ислам е да го остави она што не го занима. Од убавините на човековиот ислам е да го остави она што не го занима. Ова го пренесува Тирмизи, а Албани кажува дека е, нели, ова го бележи уствари Тирмизи, Албани кажува дека е сахих, и ова е негов говор. Ова е негов говор, говор на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем. Поголемиот број на хадиси
хадиси на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем се од оваа врста. Или од, да кажеме, од овие врсти. Прво, пратеникот салаллаху алейхи ве селем пред асхабите клањал, значи, пратеникот клањал пред асхабите, па тие пренеле како клањал. Пример, спомнавме хадиси во кои се наведува што? Постапки на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Па пратеникот алейхи салату веселам клањал пред асхабите, па тие го пренеле тоа како тој клањал. Второ, пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол: клањајте како што сте ме виделе дека клањам. Како што сте ме виделе дека клањам, така клањајте. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем заклал курбан, па асхабите пренеле како тоа го направил. Асхабите исто пренеле како пратеникот салаллаху алейхи ве селем извршил хадж. Кажал Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем: од мене превземете ги прописите за хадж. Од мене превземете ги прописите за хадж. Пример е хадисот со одобрувањето. Исто пример имаме хадис со одобрување, кога ќе настапи акшам намаз, би се проучил езан, а асхабите би клањале 2 рекати нафиле намаз пред акшамот. Гледате сега, асхабите клањале 2 рекати нафиле пред акшам. Би ги гледал пратеникот салаллаху алейхи ве селем и тоа не им го забранувал. Што овде значи направил Мухамед алейхи селам? Со ќутење им го одобрил, уствари не одобрил оваа постапка. Асхабите што правеле? Би се проучил езан, па тие клањале 2 рекати нафиле пред акшамот, тоест пред акшамскиот фарз, сака да се каже. Не може некој дословно да свати пред акшамот кога е веќе проучен езан. Сака да се каже во текстот дека се клањало намаз откако се проучил езанот, пред да се клања фарзот, асхабите клањале 2 рекати нафиле, а пратеникот алейхи салату веселам ги гледал и ништо не им рекол, што значи дека со ќутење им го одобрил тоа нешто или таа постапка ја одобрил Мухамед алейхи селам. И према консензус на исламските учењаци, хадисот е втор извор на исламското право. Значи овде постои консензус на исламските учењаци дека хадисите се извор или втор извор на исламското право. А имаме многу курански ајети кои укажуваат на обавезност да се следи суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Веќе и цитиравме ајето: верници, покорувајте му се на Аллах и покорувајте му се на пратеникот и немојте да ги поништувате делата своји. Денес, да кажам, 1400 или преку 1400 години после пратеникот салаллаху алейхи ве селем, после неговата смрт, неговиот суннет може да се покори на следните веродостојни хадиси кои што ги имаме забележано во хадиските збирки. Тоест, на неговиот суннет ние можеме, халалите, ние можеме да му се покориме, на неговиот суннет можеме ние да му се покориме со следење на веродостојните хадиски, тоест веродостојните забележани хадиси во хадиските збирки. Куранските ајети кои укажуваат на обавезност на следење на суннетот, прво е Аллах кажува во сура Неџм 3 и 4 ајет, тој не говори по своја хилер или по своје мислење, тоа е само објава која му се објавува. Второ, она што вика вам пратеникот ви го даде, тоа прифатете го, она што ви го забрани оставете го и плашете се од Аллах, Аллах навистина жестоко казнува. Сура Ал-Хашр 7 ајет. Исто така Аллах кажува во сура Ан-Ниса 80 ајет, кој ќе му се покори на пратеникот, му се покорил и на Аллах. Ови ајети, почитувани мои, ни укажуваат на опасност да го занемареме суннетот на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем како примарен извор на шеријатот. Сектите кои покушуваат или кои се обидуваат да го исфрлат суннетот од шеријатот, тие се во голема заблуда, затоа што куранските ајети јасно и недвосмислено нам ни налагаат што? Ни налагаат покорност кон пратеникот салаллаху алейхи ве селем.
Во веродостоен хадис кој го бележи имам Ибн Маџе и Дарими, а Шех Албани го оценува како сахих од Ел-Мигдам Ибн Маъди Кариб Ел-Кинди ради Аллаху анху, се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем рекол: само што не дојде време кога ќе се појави личност која ќе седи подпрена на подпирачот на својата столица. Па кога некој ќе му цитира мој хадис, ќе рече: измеѓу мене и вас кои цитирате хадиси, измеѓу нас е Аллаховата книга. Значи овде се кажува измеѓу нас е Аллаховата книга, тоест измеѓу мене, тој човек кој седи подпран на столица, и вас кои ги цитирате хадисите, нели? Тоа се мисли, измеѓу нас е Аллаховата книга. Она што ќе го најдеме во Аллаховата книга дека е халал, ќе го сметаме за халал, а она што ќе најдеме во Аллаховата книга дека е харам, ќе го сметаме дека е харам. Па пратеникот саллаллаху алейхи ве селем додал: навистина, она што го забрани Аллаховиот пратеник, идентично е на она што го забрани возвишениот Аллах. Аллаху екбар, Аллаху екбар. Овој хадис јасно укажува на што? Јасно укажува на обврска да му се покоруваме на пратеникот саллаллаху алейхи ве селем во се што тој ни наредил и да оставаме она се што тој ни го забранил. И еден од најпознатите хадиси кој го бележи Абу Давуд со веродостоен ланец на пренесувачи од Ербад ибн Сари ради Аллаху анху, навистина е оне во кој пратеникот саллаллаху алейхи ве селем најавува време на смутни и предизвици, кога асхабите го замолиле за совет, рекол: цврсто држете го мојот суннет. Значи, цврсто држете се за мојот суннет, рекол Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Придржувајте се цврсто за него со своите кутњаци, или овие забите катници што ги имаме. И добро чувајте се од новотаријата во верата, затоа што секоја новотарија е заблуда. Нема добра или лоша новотарија. Тоест, лоша секако дека има, сите се новотарии лоши, ама нема добра новотарија. Некој кажува, па има и добра новотарија, па има и лоша. Не. Има новотарија, а секоја новотарија е заблуда. Ова беше за вториот извор на исламското право. Имаме трети извор на исламското право, тоа е консензус на исламските правници. Овој трет примарен извор на исламското право е консензус на исламските правници, или на арапски наречено иџма. И дефиниција за ова е: иџма е едногласно мислење на исламските учењаци, на муџтехидите, нели, во одредено време по некое правно питање, за некое правно прашање. За некое правно прашање. Четири клучни поими се за разбирање на консензусот. Прво, едногласен став. Сите исламски учењаци имаат ист став и нема оние кои некои кои му се спротивставуваат. Второ, имаме муџтехиди, имаме едногласен став кој мора да го завзема муџтехидите, кои што се најголеми учењаци во умметот, кои достигнале висок степен со познавање на шеријатската наука. Тоа се муџтехиди. Трето, имаме од овие клучни поими за разбирање на консензус. Право спомнавме едногласен став, имаме муџтехиди, имаме после временски период, тоа е консензус кој се однесува на одредено раздобле, нели? И четврто, имаме предмет консензус, тоа е едногласен став кој се однесува на конкретно шеријатско прашање. Значи, конкретно шеријатско прашање. Поголемиот број на исламски учењаци сметаат дека иџма е примарен извор на шеријатот. Доказ за иџма имаме и во многу ајети во хадиси, но овде ќе спомнеме два ајети кои укажуваат на тоа дека иџма е консензус, тоест иџма е извор или консензусот е извор на исламското право. Имам Шафија рахметуллахи алейхи, консензусот го докажува со ајетот каде возвишениот Аллах субханеху ва таала кажува: а оне кој ќе му се спротивстави на пратеникот, откако што му биде јасно
покажан правиот пат и следи пат кој не е пат на верниците, ќе го пуштиме да прави што сака. Тоест, ќе го пуштиме да прави оно што го наумил. И ќе го фрлиме во џехеннем, а лошо е тоа конечно одредиште. Сура Ен-Ниса 115 јахид. Исламските учењаци синтагмата патот на верниците го тумачат како пат на кој исламските учењаци завземаат заеднички став. Така исламските учењаци ова синтагма пат на верниците го тумачат како што? Како пат на кој исламските учењаци завземаат заеднички став, почитувани мои. Друг доказ е сура Ен-Ниса, каде возвишениот Аллах субханаху таала кажува: о вие кои верувате, покорувајте му се на Аллах и покорувајте му се на пратеникот и надлежните меѓу вас. Ако во нешто не се слагате, обратете се кај Аллах и пратеникот ако верувате во Аллах и во последниот ден. Тоа е подобро и последиците се поубави или убави. Исламските учењаци кажуваат како нам ние наредено, како во одредени прашања, кога уствари во одредени прашања ние не се слагаме, не сме немаме исти заеднички јазик, па исламските учењаци нам ни кажуваат дека нам ни е наредено да се вратиме на Куранот и хадисот, кај хадисите и кај Куранот. Спротивно на тоа, кога нема да се сложиме, онда само по себе тоа е доказ. Кога нема да се сложиме само по себе, тоа е доказ. Аллах ни кажува да се вратиме тоа кај Аллах и кај пратеникот, тоест кај суннетот. Од Ибн Омер ради Аллаху ан се пренесува хадис кој го бележи имам Тирмизи со веродостоен ланец на пренесувачи. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: навистина возвишениот Аллах нема да го соедини мојот уммет или да го направи во едно, да го соедини мојот уммет на заблуда. Навистина Аллах нема да го соедини мојот уммет на заблуда. Што значи, ако муџтехидите на еден уммет се соедина на едно одредено прашање, тогаш тоа е вистина. Тогаш тоа е вистина, како што и кажал Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем: возвишениот Аллах нема мојот уммет да го соедини на заблуда. Во предавање кое го бележи Ибн Еби Асим во својата позната книга Ес-Сунне, се наведува дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол: возвишениот Аллах го сочувал мојот уммет од тоа да се соедини на заблуда, да биде на заблуда. Што значи, кога муслиманите ќе се соединат, тој заеднички став е доказ во исламот. Ова беше збор за третиот извор, а сега имаме станува збор за четвртиот извор на исламското право, тоа е аналогија. Четврти, примарен извор во шеријатот, после Куранот, после суннетот на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем и консензусот е аналогија или кијас. Дефиницијата гласи: аналогија е процес со кој едно ново настанато прашање го изедначуваме со претходно воспоставен пропис поради заеднички законски или поради заедничка законска причина. Аналогијата, како да кажеме, со аналогијата ние сакаме едно ново настанато прашање да го изедначиме со претходните прашања во пропис. Го нормираме према веќе постоечки прашања, значи тоа прашање го нормираме према веќе постоечки прашања и одредуваме дали е фарз, харам и слично. И сега ќе поспомниме некои примери за аналогија. Возвишениот Аллах во Куран кажува:
О, вие кои верувате, кога во петок на намаз ќе бидете повикани, побрзете на спомнување на Аллах. И кога по продажбата оставете, а тоа вам навистина ви е подобро, ако знаете. Сура Ал-Џума 9 ајет. Овде Аллах субханаху ва таала ни забранува да се бавиме со трговија за време на џума намаз. Дали овој пропис експлицитно е поврзан само за трговија или се однесува на сите активности кои нас може да не завземат и одвратат од намазот, например, да не одиме, тоест ако одиме на еден состанок за време на џума. Дали Аллах кажува, како што го спомнавме аетот, и ко по продажбата оставете ја. Еве, например, некој човек не продава, не преби, има состанок, нели? Сега, дали ова активност може нас да не одврате од џума и дали уствари спаѓа во аетот? Да. Аналогно, значи со кијас, оде каде што се спомнува забраната за бавење со трговија, забрането и да отидеш и на состанок во текот на џума намаз, ако личноста е обавезна да присуствува на џума. Личноста е обавезна да присуствува на џума. Значи, како што е забрането да тргува, да прави трговија, така и на личноста е забрането да оди на состанок. Трговијата е забранета затоа што не може нормално истовремено и да тргува и да присуствува на џума намаз. На ист начин, одењето на состанок кој нас ќе одврати од џума намаз, нам ни постанува забранет. Имаме 4 клучни елементи на аналогијата. Прв елемент е основа или асл. Нели? Овој асл е основа, па претходно, нели, основа е претходно правно нормиран случај во наведен пример, како што спомнавме пред малку, е трговијата. Тоест ова е првиот клучен елемент. Второ, имаме новонастанато прашање или фер. Новонастанато прашање кое сакаме да го изедначиме со претходно воспоставен пропис. Ова е фер. Во наведен пример спомнавме состанок. Овде може би малку е за некого збунувачки, но еве ќе дадам повторно, ќе се вратиме назад. Рековме клучни елементи на аналогијата. Основа имаме, асл право имаме. Значи, претходно правно нормиран случај. Што е претходно правно нормиран случај? Аллах ни забранува да се бавиме за време на џума со трговија. После, имаме ново настанато прашање. Па добро, брат, ја не тргувам, ама одам на состанок. Сега во ајетот не недуваме состанок. Ова ново настанато прашање е фер. И ние што правиме сега? Ова ново настанато прашање, ако некој ми не праша за трговија, имаме ајде да му одговориме. И сега аналогно на тоа со ајетот за трговија, ние му одговараме на човекот со истиот ајет и што правиме? Го изедначуваме ова новото прашање со претходно воспоставениот пропис. Воспоставен пропис кој беше? Трговијата дека е забранета. Па ние го изедначуваме аналогно и кажуваме дека да, и со станокот кој тебе те одвраќа од спомнувањето на Аллах субханаху ва таала, да не присуствуваш на џума, и со станокот ти е аналогно забранет. После имаме заеднички разлог или заедничка причина. Тоа е што? Елех. Заеднички законска причина во двата случаеви. Во наведен пример ќе кажеме зафатеност која го одвраќа човекот од џума намаз. И имаме норма на пропис или хукм, правни пропис. Фарз, харам, што е тоа, нели? Кој со веќе претходно нормиран случај сакаме да го пренесеме на новонастанат случај. Например, харам е да пропуштиш џума поради трговија или состанок. Кажуваме, нели, хукам носиме пропис, правни пропис носиме и викаме што? Харам е да пропуштиш џума поради трговија или состанок.
Имаме ставови на исламските учењаци во аналогијата и апсолутно поголемиот број на исламски учењаци сметаат дека аналогијата е исправна и е исправен и легитимен начин на донесување прописи во исламот. Еден мал дел на учењаци се противил на користење на аналогијата како примарен извор на шеријатот, но апсолутно поголемиот број на исламски учењаци сметаат дека аналогијата е исправен, легитимен начин за донесување на прописи, како што го спомнавме хадисот на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, Аллах нема да го соедини, вика, мојот уммет на заблуда. Докази, сега ќе спомнеме и докази за пропишаноста на аналогијата. Па доказ за исправност на аналогијата е консензус на асхабите за ова прашање. Асхабите во пракса користеле аналогија и никој од нив тоа не го негирал нити па го оспорувал. Имале едногласен став во аналогијата, кога би се соочиле со одредени прашања кои Куранот и хадисот не ги дефинирал јасно, тие би користеле слични прашања на тоа и би применувале аналогија како би донеле што? Пропис. Пример за ова наоѓаме во поставувањето за халифа на Ебу Бекр радијаллаху анх. Рекле Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем го именува нам да не предводи во намаз. Рекле асхабите, па ако нам пратеникот салаллаху алейхи ве селем не го одреди како предводник во верата, во прашање кое е верско, односно намазот, се работи за намазот, па зошто, вика, ние да не бидеме задоволни, да не биде, вика, халифа во дуњалучките прашања? Одлуката ја донеле на основа на што? На аналогија. Ако пратеникот салаллаху алейхи ве селем го именувал Ебу Бекр радијаллаху анху да ги предводи во верата, која нормално е поврзана ова наша вера за ахирет, односно прее да се биде тоа уствари во овој случај прее да се биде водител или воѓа, да кажеме, или халифа во дуњалучките прашања. Меѓу доказите кои исто ја потврдуваат пропишаноста на кијасот или аналогијата е навистина и хадисот кој го бележи имам Бухари и Муслим од Ибн Аббас радијаллаху анху, во кој стои дека некој човек дошол кај пратеникот салаллаху алейхи ве селем и му рекол: Аллахов пратениче, умре мајка ми, а остана должна да напости месец. Дали јас ќе напостам за неја? Пратеникот салаллаху алейхи ве селем го прашал: дали твојата мајка, тоест ако твојата мајка имала долг или борч, дали ти би го исплатил за неја? Рекол: да, би го исплатил, нели? Потоа рекол пратеникот салаллаху алейхи ве селем: долгот према Аллах е пре да се исплати. Побитен е да се исплати. Овде пратеникот алейхиссалату васелам користел аналогија како би му дал одговор за надокнадување на пропуштените денови од постот од неговата мајка, кој праша. Познато е и писмото на Омер ибн Хатаб радијаллаху анху кон Ебу Муса ел-Ешари радијаллаху анху, во кој му дал смерници како да суди помеѓу луѓето. Помеѓу останатото, измеѓу останатото, тоест Омер радијаллаху анху му рекол: истражи ги, нели, испитај ги сличните случаи и кога ќе утврдиш, воспостави сличности кои можат да влијаат на донесување на пресудата, те применија методата кијас, тоест методата аналогија. Омер радијаллаху анху го советувал на Ебу Муса радијаллаху анху да се подучува со основните прашања и ги анализира причините зашто се одредени прописи донесени. Кога ќе се соочи со ново прашање, треба да користи аналогија за донесување на пропис и пресуда. Така го советувал Омер радијаллаху анху, нове племените асхаб Ебу Муса ел-Ешари радијаллаху анху. Заклучок,
Аналогијата, почитувани мои, или кијасот е исправна метода и таа е четврти извор во фикот, кој ја признала нормално поголемиот број на исламски учењаци и кои практично ја потврдиле аналогијата, ја потврдиле асхабите. Поголемиот број на исламски учењаци сметаат дека аналогијата е исправен начин за донесување пропис, докажувајќи го тоа со консензус на асхаби. Со консензус на асхаби. Иншаллаху таала ќе спомниме и одлики на исламското право. Одлики на исламското право. Прва одлика на исламското право е божанското потекло. Неговите извори се Кур'ан и хадис, кои што се објава, а возвишениот Аллах субханеху ва таала кажува: ние навистина опомената, тоест ние навистина опомена објавуваме и навистина ние нам не ќе бдееме. Тоест се однесува за Кур'анот, за објавата. Сура Ал-Хиџр 9 ајет. Кур'анот ние веруваме дека е во потполност сочуван, како и суннетот на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем, кој што е многу внимателно пренесуван и заштитен со работа нормално на исламските учењаци. Во новонастанатите дилеми исламските учењаци црпат нормално решенија од Кур'анот и од суннетот. За разлика од другите правни системи кои се од човечко потекло, исламското право има основа во божествените извори. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем, тој не говорил по свое мислење, туку тоа било објава која му се објавува. Второ, имаме свеопфатност. Исламското право ги опфаќа сите прашања со кои човекот се сретнува, од станувањето, од станувањето, од спиење па до одењето на спиење, секој пропис е нормиран со исламско право. Било тоа да е збор за ибадет или за некој меѓучовечки однос, фикот нуди одговор на сите прашања низ наведени категории. Како што е фарз, како што е мендуб, како што е харам, мекрух, мубах и така натака. Например, новонастанатите прашања, пример како што е новонастанато прашање имаме сега во модерно време, криптовалути или пресадување органи, што не било познато во тоа време, или прашање за модерна економија, медицина, технологија. Сите овие работи се анализирани низ призмата на Кур'анот, низ призмата на суннетот, консензус и аналогија. Исламските учењаци вложуваат голем напор, почитувани мои, да пронајдат решение за сите новонастанати ситуации кои што се соочува човештвото во денешно време. Возвишениот Аллах субханеху ва таала кажува во сура Нахл 89 ајет: ние тебе ти објавуваме книга како објаснување за све. За се е внатре објаснето. Трето, имаме морална основа. Исламското право во потполност е прожето со морал. Доколку луѓето во световните закони ги поштуваат правилата поради овосветска награда и казна, а муслиманите ги поштуваат или ги почитуваат шеријатските прописи затоа што се грижат за својот исход, како ќе бидат кај Аллах субханеху ва таала, која ќе биде нивната понатамошна, да кажеме, одлика кај Аллах субханеху ва таала, или ќе бидат наградени, или ќе бидат казнети на судниот ден. Примената на исламското право не е, почитувани мои, мотивирана само на тоа од страф, од казната, таа не е мотивирана ние да се плашиме само од казната, туку и да се надеваме во Аллаховата награда. Примената на исламското право не е мотивирана само од стравот, од казната што ќе не се деси нам, туку и со надеж во Аллаховата награда. Ова нешто го разликува
од другите правни системи, затоа што муслиманите своето однесување го прават, нели, го риштаат, како да кажеме, со прописите, па дури и кога нема ово светски надзор. И кога никој не гледа, секој пат ние мислиме на Аллах субханаху ва таала. Муслиманите ги почитуваат шеријатските прописи затоа што веруваат дека поради тоа ќе бидат наградени или казнети на идниот свет. Како четврто, имаме прилагодување на времето и просторот. Исламското право верувајте, значи, одговара за секое едно поднебје и време. Исламското право, значи, одговара за секое едно поднебје и време. Не е можно да се најде ситуација, време или место за која може да се каже дека Исламот не нуди решение. Исламот нуди потполно решение. Каде и да е човекот, дали е во Америка, во Австралија, во Европа, во Македонија, Косово, било каде и да е, в рудник да биде, во авион да биде или во свемирот да биде, Исламот нуди одговор, почитувани мои, на сите ново настанати прашања. Па затоа го молам Аллах субханаху ва таала да нам ни подари корисно знаење, да направи од оние кои постапуваат по шеријатските прописи и да биде према нам милостив на судниот ден. Субханак Аллахума ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илла астагфирука ва атубу илейк.